Јас само ќе кажам дека многу се радувам што можевме последниот ден од оваа година да се собереме како црква и да го прославиме Господ, да поминеме заедно како црква. Тоа ми представува огромна радост. Пред многу години, кога имавме мисија во Струмица младинска со Фани, организиравме новогодишни забави за млади, за тинејџери, и тогаш се собиравме околу 5-60 млади луѓе, доаѓаа од секаде, и ние тоа го правевме, имаше програми интересни и така натаму. И сега, една нова година, еден 31 декември се падна баш сабота вечер. И ние организираме се живо, уствари забавите се случува во црквата. И ние мислевме дека на први, затоа што 31 е нова година, на први богослужбата ќе биде откажана. А ако мислевте така, ви не го знаете, татко ми, мојот пастор од тоа време, татко ми Тони. Вика, богослужба мора да има. Фактички дружба си е дружба, али богослужба е богослужба, така да? Тоа што требаше се деси е после саботата, фактички недела сабајле, во 8 саат салата требаше да биде изчистена. И се замислите 5-6 тинејџери, нова година слават у сала, сабота вечер каква е салата после тоа? Како и да е? Имаше многу утки таа нова година, ми текнува дека со Мите, тие што го знаете, Мите на Кети, ние бевме задолжени да купуваме храна и отивавме таму еден маркет да нарачаме кашкавал и му кажавме толку парчиња, остари не купувавме на кило, туку на парче, броевме колку луѓе има, по колку парчиња кашкавал ќе јадат по просек. Просекот беше ја и Мите, што беше надвор од пресметките како што треба, пошто ја и Мите јадавме многу. И му кажавме толку парчиња, ама не му кажавме на човекот колку дебели да бидат тие парчиња. А он сакал да продаде малце поише. И ние отидовме, купуваме нешто друго и се враќаме цела количка полна кашкавал, насечен. И мора да го земеш се, тоа е тоа. Со Мите дури продавме 3-4 кила наши пријатели и пак имавме доволно кашкавал за неколку дена да јадеме таму, како и да е, беше интересно. Интересно беше неделата са бајлето, тинеџерите после сабота вечер, ви текнува, татко ми проповеда, сите спијат вака. Не можеш да ги разбереш, што е тоа. Дури славење водевме. Новата година е интересен феномен. Сум имал најразлични искуства. Освен тие забави што ги правевме, не една од тие забави, јас се запросив Фани да биде моја сопруга. Тоа беше 1.1.2007 година, затоа што јас го организирав настанот и ќе ја запросев Фани, го замолив мојот пријател да сподели пораката, пошто имавме ние порака, све имавме, славење, комплет програм имавме. И го замолив пријател да сподели нешто као кратка проповед за младите и така натаму. За на крај, он да ми каже, значи 2 минути пред да почне овој програм, да вика, слушај, ја не можеш да проповедам. Зашто? Па вика, јас се молев, Бог ништо не ми кажа, нема што да кажам. Вау! Викам, значи ќе треба и тоа да го правам. Искрено да ви кажам, не знам што порака сум проповедал. Само знам дека паметот ми беше на 10, 9, 8, нели 3, 2, 1 и наместо сите стрекна нова година, јас ќе кажам стоп, имам нешто да кажам и тогаш ќе запросив Фани. Во тоа бунило бев од таа вечер. Се сеќавам на притисокот во периодот кога од дете стануваш тинејџер. Нова година е голема работа. Значи со кој ќе бидеш, каде ќе бидеш, што ќе се прави, како ќе се прави. Се додека далечната 2005-та прв пат не патував за Америка, кога отидов кај едни пријатели таму, патував на 31-ви. Тоа беше по аеродроми гужва страшна, не зедал луѓето, уморен, утепан, славиме нова година кај нив и свати дека нова година може да се помине со чипс, кока-кола, играње карти цела вечер и некаде 10:30 мене ми се приспа и си легнав и таа беше прва нова година што ја преспав. И сватив дека не е толку big deal колку што ја мислев дека ја остави, дека треба да се прави, не знам што се не на нова година. Кај нас нова година има посебно значење, до толку што ние имаме и стара нова година. Значи толку сме комплицирани. И се прави голема галама околу тоа. Без разлика на себе. И колку и напумпано да звучи тоа што се прави за нова година, и ние од тоа да правиме трагикомични ситуации, сепак мислам дека новата година се бележи повторно како резултат на Божиот дизајн. Многу интересно тоа.
Ќе кажеме за Бог не е важно времето. Не е важно времето, ама Бог така го дизајнирал светот, дека ние можеме да ги броиме годините, сезоните и така натаму и така натаму. На здраве, Данче. Значи во самата приказна за создавањето, Бог ги создава сонцето, месечината, звездите кои воедно ќе служат на човекот за да може да ги забележи времињата и да ги забележи и да ги брои годините. Ништо лошо не се прави со тоа да се прослави уште една помината година и да се дочека една нова година. Дури и тоа, колку и да се извртува и искривува, сведочи за Божиот дизајн. И мене тоа ми е прекрасно да го прославиме. Новата година. Као концепт ни помага да разбереме дека постојат циклуси кои се повторуваат. И тоа е за охрабрување. Ни помага да разбереме дека времето одминува од друга страна. И тоа не е лесно да се прифати, посебно кај некои луѓе кои ги бројат годините со анксиозност. Ни помага да разбереме дека има шанса за нов почеток. Нова година, нов почеток, некако као нова надеж ни доаѓа некако. Ни помага да оставиме некои нешта позади нас. Еве токму тоа се молеше Никол сега. Да оставиме некои работи позади нас. Ни помага да разбереме дека можеме да почнеме од ново во некои аспекти. Че можеме да имаме некаков нов почеток. Ни помага некои нешта да ги оставиме во старата година, за да почнеме некои нови нешта во новата година. Новата година стои на границата помеѓу, во многу аспекти, помеѓу старото и новото. И тоа е охрабрувачки. Ми дава надеж. Денес ќе зборувам темата за овој адвент ми е Јован Крстител. Некој кој стои на границата помеѓу старото и новото. Стои на границата помеѓу старото и новото. Во Стариот Завет, во старото е најавен дека ќе дојде, а во новото, во Новиот Завет е првиот човек кој го отвара новото поглавје. Што значи неговото име? Јован значи Јахве покажа милост. Тоа значи неговото име. А неговото презиме или надима Крстител, баптизо, потопувач, ако се преведе буквално е потопувач, тој што потопува, со потопување. Тој збор се користи и има значење дека со самото потопување, тоа што е потопено ги зема карактеристиките од тоа во што е потопено, како некоја крпа или некоја ткаинина која ќе потопиме во боја. Излегува со различна боја. Евангелието на Исус Христос почнува токму со Јован. Со тоа почнува и тоа најубаво го покажува евангелистот Марко. Вели вака. Првата глава, првиот стих до 4 вели вака. Почеток од Евангелието на Исус Христос, Син Божи. Како што е напишано кај пророк Исаја. Еве, јас го испраќам пред лицето твое мојот ангел или гласник со други зборови, кој ќе го приготви твојот пат пред тебе. Гласот на оној што вика во пустината. Пригответе го патот на Господ, израмнете ги патејките негови. Се јави Јован, крштевајќи во пустината и проповедајќи покајно крштевање за проштевање на гревовите. Јован Крстител е оној кој го прекинува молкот од 400 години. Тој период се вика молк од 400 години. Затоа што последниот пророк кој напишал нешто за Стариот Завет умрел пред 400 години од прилика. Јован е единствениот кој стои помеѓу времето на старите пророци и Новиот Завет во кој доаѓа Исус Христос. Можам само да замислам како историјата им оживеала на сите евреи кои го последочеле Јован Крстител. Тие слушале за пророците, слушале за Мојсе, слушале за чудесата. И отеднаш, и тоа станува, знаете колку 400 години е многу. 400 години, не знам што се случувало тука пред 400, мислам Турци имало, али приказните што ги слушаме, тоа се многу далечни приказни за нас. 400 години е многу време. Стануваат веќе митови, стануваат веќе легенди тие приказни. И отеднаш доаѓа човек кој ги заживува сите тие легенди, сите тие приказни ги отелотворува и ние се чудиме. И луѓето тогаш се чуделе, вау, Господ навистина не посети сега овој пат. Како тогаш во старо време, како пророците што пишувале. Раѓањето на Јован е чудно само по себе. Малку се луѓето во Библијата чие раѓање е најавено од ангел и кои се избрани за мисија уште пред да се родат. Јован е еден од тие случаи. Еден од тие случаи е исто така Еремија.
Има такви луѓе. Самсон. Има повеќе луѓе во Библијата, неколку се, не се многу, но тие се најавени од ангели или се одбрани за Божја мисија уште пред да се родат. Еден од тие е Јован Крстител. Што зборуваат луѓето или ангелот околу Јован и за Јован? Ангелот Гаврил вели вака. Тоест, Јовановото раѓање најавено од ангелот Гаврил. Ангелот Гаврил е еден од трите именувани ангели во Библијата, покрај Михаел и Абадон. Според некаква хиерархија од традицијата, Гаврил е архангел. Значи некое битие кое стои близко до Божиот престол. Нема да навлегувам во тоа. Ако сега да слушате нешто повеќе за ангелите, минатата проповед ќе се слушате, веќе е постирана на YouTube каналот. Но што вели ангелот за Јован? Вели вака. Зашто тој ќе биде голем пред Господ и нема да пие вино ни жесток пијал, а ќе се исполни со Дух Свети уште во утробата на мајка си. И многу Израелови синови ќе ги врати кон нивниот Господ Бог. И тој ќе оди пред него во духот и силата на Илија, за да ги сврти срцата на татковците кон децата и непокорните кон разумот на праведните, па да му подготви на Господ народ подготвен. Бог продолжува таму каде што застанал со Јован. Докога читате последната глава од Стариот Завет, третата глава од пророкот Малахија, ќе видите во последниот текст се најавува доаѓањето на Месијата, но тоа доаѓање е најавено преку доаѓање на еден друг пред Месијата. Главата почнува со советување дадено од Бог, вели вака: "И ете, јас ќе го испратам гласникот свој и тој ќе го приготви патот пред мене." Така почнува трета глава. А трета глава завршува со некои стихови, вели вака: "Ете, јас ќе го пратам кај вас пророкот Илија пред да настапи денот Господов, голем и страшен ден. И тој ќе ги обрати срцата на татковците кон децата нивни и срцата на децата кон татковците нивни." И ако видите што кажува ангелот за Јован, тоа е токму тоа што пророкот Малахија го пишува за Јован 400 години пред да се роди Јован Крстител. И седо тоа е секако запишано. Би сакал да го доведам Јован Крстител малку поблиску до нас, така многу далече. Тој е некој кој живеел пред Исус, тоест во времето на Исус, кој ја почнал мисијата пред да ја почне Исус, но би сакал да го доближиме малце до нас. Сакам да размислиме за тоа колку улогата што Јован Крстител ја имал е содржана во повикот кој ние денес како црква го имаме. Дали дел од мисијата која Јован ја имал, ја има денес црквата? И се надам дека на крајот ќе бидете изненадени. Прва работа што сакам да кажам и ќе прочитам Лука 1 глава 15 до 17 стих, вели вака: "Зашто тој ќе биде голем пред Господ и нема да пие вино ни жесток пијалак, а ќе се исполни со Дух Свети и уште во утробата на мајка си. И многу Израелови синови ќе ги врати кон нивниот Господ Бог. И тој ќе оди пред него во духот и силата на Илија, за да ги сврти срцата на татковците кон децата и на покорните кон разумот на праведните, па да му подготви на Господ народ подготвен." Духот и силата на Илија. Што значи тоа? Што значи некој да чекори и да живее во духот и силата на Илија? Како што прочитавме досега, на неколку места Јован е најавен како некој кој ќе оживе мисијата на пророкот Илија. А пошто е познат толку пророкот Илија? Освен приказните кои ги имаме за пророкот Илија или тие некои народни легенди дека која грми и свети, пророкот Илија праќа громови и така натаму, не знам дали сте го слушнале тоа. Ја устари дека пораснал во протестантска традиција, тоа не го знаев, искрен да бидам, не го знаев дека тоа е некоја народно верување, но еве така верува народот во старо време. Освен тие некои приказна за пророкот Илија во Стариот Завет, имаме и негово појавување во Новиот Завет. И тоа на гората на преобразувањето, во моментот кога Петар, Јаков и Јован се во придружба на Исус и каде сведочат за славата во која Исус живеел пред воплотувањето и сведочат за моментот како Исус разговара со Мојсей и Илија за неговото раснување.
Покрај Мојсей, значи се појавува и Илија. Зошто? Ако го читате Новиот Завет внимателно, ќе видите дека на неколку места се спомнува изразот законот и пророците. Законот и пророците. Не знам дали сте го сретнали тоа на неколку места. Што значи тоа? Законот и пророците. Кој тој закон и кои се тие пророци? И на што алудира тоа? Законот и пророците се авторитетот врз кој е изграден целиот идентитет на израелскиот народ, нивната историја, мисија, постоење, улога во светот и надеж за еднината, за Месијата и за есхатонот и за спасението. Сето тоа се темели врз законот и пророците. Се што тие се е во законот и пророците. Точка. Нема надворешен фактор. Тоа е суштината на Израел, законот и пророците. Кога на гората на преобразувањето до Исус стојат Мојсей и Илија, можеби не разбираме колку е важен тој настан, но апостол Петар и апостол Јован во своите посланија го спомнуваат тој настан како еден од најважните моменти во целото нивно искуство со Исус пред распнувањето. Ти може да спомнат некој воскреснување на некој мртов. Може да спомнат кој знае што све Исус не направил. Но во нивните посланија како еден од најважните знаци дека Исус е Месијата е моментот на гората на преобразувањето, каде тие го гледаат Исус заедно со Мојсей и со Илија. Зошто? Ако Мојсей и Илија даваат потврда за мисијата која Исус ја има на земјата, тоа законот и пророците даваат потврда за неговата мисија. Затоа што онака како што сметале израелците во први век, представник на законот е Мојсей, но представник на пророците е Илија. Ако Илија и Мојсей сведочат за Исус, тогаш целиот закон и сите пророци сведочат за Исус. Многу голема потврда е тоа. Кога Јован Крстител е најавен како некој кој ќе делува во духот и силата на Илија, тогаш Јован е најавен како некој кој ќе покажува надвор од себе кон некој друг, бидејќи тоа во суштина е пророчката мисија. Јован не е повикан да покажува према себе, туку е повикан да покажува надвор од себе према некој кој допрва доаѓа. И тоа е пророчката мисија во суштина. Јас сакам да ве прашам, а каква е улогата на црквата денес? Што мислите ви? Зарем црквата е повикана вниманието да го насочува кон себе и својата праведност? Зарем црквата не е повикана да покаже кон оној кој се воплоти, кој умре на крстот и воскресна? Каква е нашата мисија? Јован беше многу јасен во својата порака дека тој не е Христос. Тој не патеше од месијански комплекс, тоа што го викаме ние месијан. Не знам дали знаете што е месијански комплекс. Голем дел од нас патиме од тој месијански комплекс, како да светот зависи од нас, од нашата спасителна мисија за светот, знаете. Тоа може многу лесно да се види на некој Facebook пост, како некој кога пишува постот, имате чувство дека човекот има перцепција за себе дека тој кога ќе го напише постот, светот нема да остане ист. Разбирате? Или ако не го напише постот, светот ќе пропадне. Тој е месијански комплекс кој ги имаме сите. Сега тоа е интересно е што кога ќе се појави тој месијански комплекс толку пластично, одма ќе го препознаеме. Ама имаме многу ние суптилни онака месијански комплекси внатре во нас. Например, во дадени ситуации кои ќе си кажете сами на себе, ако не бев јас, 3 точки, што и да е. Сте го кажале тоа, јас често пати го кажам тоа. Ако не бев јас, гледам се фалат многу, ама јас ако не бев. Или, например, кога си у некоја ситуација, или кога си дел од нечија мисија, од нечиј живот и така натаму, може ги си помислиш, абе сега не сваќаат они, ама после некој време ќе сватат што се јас сум трпел и што се јас сум направил. Тоа се суптилни месијански комплекси, од кои верувам дека многу од нас патиме. И е многу тешко да се ослободиме од тие работи. Многу тешко.
Ги кажувам овие смешни нешта со кајање, да знаете. Секој пастор треба се бори со тој месијански комплекс и не само секој пастор. Секој христијанин треба се бори со тој месијански комплекс. Во поголема слика некои цркви почнуваат да патат од истиот комплекс. Цркви, цели деноминации. Некои цркви се припишуваат мисија да стануваат заштитници на одреден идентитет. Мандат за прекин на сите војни, и тоа го слушнав. Имаат комплекс, месијански комплекс како мандат да ги прекинат сите војни. Или стануваат чувар на традиционалните вредности, ако може само телефон. Да. Значи некои цркви се припишуваат некаква мисија, стануваат заштитници, мандат за прекин на сите војни, чувар на традиционалните вредности во општеството. И ниедна од тие мисии не е лоша, доколку не се остави првобитниот мандат кој црквата кој е доверен на црквата и само на црквата да сведочи и да проповеда радосната вест. Сите тие други работи се резултат на таа примарна и најважна и единствена мисија која црквата има. Месијанскиот комплекс треба да го замениме со пророчката мисија која ни е доверена. Јас, ти, црквата треба да биде пророчки глас во општеството, на начин на кој Јован Крстител делуваше во духот и силата на Илија. Мислам дека постои доволно прашање да почнеме да се прашуваме самите себе си. Дали јас сум пророчкиот глас во општеството или не сум. Втората работа. Во Лукиното Евангелие продолжувам со првата глава 76 до 79 вели вака. Тоа се зборовите на таткото на Јован Крстител. И тој го благословува својот син со следните зборови. Вели вака: а ти, дете мое, ќе се наречеш пророк на Севишниот, зашто ќе одиш пред Господовото лице, за да му ги приготвиш патиштата негови и да му дадеш на народот негов сознание за спасение пред проштевање на гревовите нивни, заради големото милосрдие на нашиот Бог, со кој не посети исток од висините, за да им блесне на оние што седат во темнина и во сенка смртна, и да ги упати нозете наши по патот на мирот. Патот се спомна неколку пати. Колку важна и величествена мисија добил Јован Крстител. Тој е испратен да го припреми патот на Месијата. Да го припреми патот на Месијата. Во црквената традиција на македонски тој се вика претеча. Тој е испратен како гласник кој ќе го најави големото доаѓање на Создателот. Тој е испратен да дојде пред Создателот. Има еден текст во Новиот Завет кој зборува на слична тема, но на прв поглед може да се разбере како да кажем, да не се разбере како што треба, посебно ако не се знае во кој контекст се пише овој текст. Овој текст најчесто го читам на погреби. На погреби го читам затоа што зборува за мртвите, за воскресението, а успат го спомнува и второто Христово доаѓање. Текстот е во прва Солуњаните 4 глава 14 до 17. Текстот вели вака: зашто ако веруваме дека Исус умре и воскресна, така Бог и упокоените преку Исус ќе ги доведе со Него. Ова пак го велиме преку Словото Господово, дека ние живите, што ќе останеме до доаѓањето на Господ, нема да стигнеме пред упокоените. Тоа е, апостол Павле го адресира тој момент каде што црквата тажи за овие што се упокоени, а апостол Павле ги отешува дека не се секирете за нив. И се безмени во Божјата преградка. И не само тоа, тие нас ке не претркаат во таа средба со Господ Исус Христос. Вели вака: бидејќи сам Господ по заповед на гласот на архангел и при труба Божја ќе слезе од небото и најнапред ќе воскреснат мртвите, а потоа ние што сме останале живи, заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господ во воздухот и така секогаш ќе бидеме со Господ. Овој текст обично го читам на погреби. Како што вели на многу места новозаветниот теолог Н.Т. Райт, кога апостол Павле зборува за Исус, тој не зборува како за некој голем учител, голем пророк, туку зборува за Исус како за цар.
ако земете преводот од N.T. Wright, јас го имам, си го купив, секаде каде што се спомнува Месијата или апостол Павле што го користи Исус, тој го става зборот царот. Царот затоа што апостол Павле така живее. За него царот не е Цезарот. За апостол Павле Цезарот не е царот, а Исус е нешто што го прави у слободно време, нели? Устилот има симпатија према Исус. Има као апостол Павле не живее у секуларно општество, разбирате, каде што политиката е една и се окей ќе гласаме сите, ама нели јас си верувам у тоа, ти си веруваш у друго. За апостол Павле царот и врховниот владател е Исус. Точка. Не постои друг. Што мислите, зашто биле прогонувани првите христијани? Не затоа што имале различно мислење и различен Бог, па тоа е многу божешко општество. Колку повеќе богови, толку подобро. Но христијаните биле исклучителни по таа работа, кажале за мене Бог и цар е Исус, точка. И Цезарот нормално, како чекај малце. Океј да имаш друг Бог, ама не можеш да имаш друг цар. За апостол Павле цар е Исус, точка. Вистинскиот цар кој во конечност ќе владее со целото создание, тоа е Исус. Во тој аспект, многу од јазикот што го користи апостол Павле и символиките кои ги користи се во контекст на разбирање на царското управување. Па така и текстот што тој го користи во писмото до Солунтјаните, кога зборува за второто Христово доаѓање. Во античко време, кога царот се враќал од одредено патување или некој воен поход и се враќа дома во својот град, нели? Толпата од градот излегува надвор од градот и го пречекува враќањето и дали го дочекува враќањето на царот. Забавата почнува надвор од градот. Тоа е многу важно, не внатре. Почнува надвор од градот, но продолжува и завршува внатре во зидините на градот. Нешто слично можеме да видиме на празникот Цветници. Кога целата толпа го пречекува Исус во Ерусалим, таму е прикажано влегувањето негово во Ерусалим. Ти го пречекуваат како цар. Знаете како кој? Како првиот макавејски цар. Ова што е предокот на Ирод во тој момент кој владее. После Давид, после Вавилонското царство, царската линија или владење е прекинато. И прв кој доаѓа на тоа место на престолот не е според царската лоза, туку по заслуга. Тоа е царство по заслуга. Затоа што Јуда Макавејски ги избавува израелците од робството и воспоставува некаква автономна држава. И тој станува цар. Не затоа што е потомок на Давид, туку по заслуга. И така на еден таков начин, како што Исус го пречекал на Цветници, го пречекуваат Јуда Макавејски, така влегува тој во Ерусалим. И, например, на нас може би нема лојка, но кога Исус влегува на Цветници и го пречекуваат со палмени гранчиња и ги зборуваат овие зборови што ги кажуваат на израелците од први век, тоа е влегувањето на царот во Ерусалим. Тоа значи Ирод знае што е тоа, првосвештениците знаат што е тоа, фарисеите знаат токму што е тоа, сите знаат што точно се случува. Тоа е влегувањето на царот. И како во праксата во сите други држави, значи влегувањето почнува од надвор од градот, но забавата продолжува внатре. Докога ги читате книгите на Господарот на прстените, не филмот, книгите ако ги читате, ќе видите дека кога Арагорн се враќа во Белиот град, има една голема забава која се припрема надвор од зидините на градот. И тоа е, како да ви кажам, тоа е една свеченост која трае со недели. Првин царот се пречекува надвор од градот, има таму свеченост, па трубите нагласуваат за враќањето на царот. Има свеченост која трае, но забавата продолжува внатре во градот. Се надам дека бев многу јасен што тоа значи. И овде во овој дел, како што вели N.T. Wright, апостол Павле го користи токму овој јазик да покаже која ќе биде улогата на црквата при второто Христово доаѓање, при враќањето на царот овде на земјата. А потоа вели, ние што сме останали живи, заедно со нив ќе бидеме грабнати во облаците, за да се сретнеме со Господ во воздухот. И така секогаш ќе бидеме заедно. И како што вели N.T. Wright, не сме ние грабнати за да останеме и да висиме во воздухот, туку поентава е да го пречекаме царот и да се вратиме на земјата каде што всушност продолжува забавата. Црквата е грабната во облаците.
но не за да остане во облаци, туку заедно да го пречекаме доаѓањето на Царот. На крај крајава, зборуваме за второто Христово доаѓање, не наше одење некаде, туку негово доаѓање овде на земјата, за неговото враќање помеѓу народот. Црквата ја има улогата да го припреми патот за Христовото враќање повторно назад на земјата и да ги повика луѓето на покаяние. Слична работа која имаше и Јован Крстител, да го приготви патот за Христовото доаѓање. Црквата го има, ја има таа улога да го приготви повторно патот за повторното Христово враќање. И третата работа, која црквената мисија има сличност со мисијата на Јован Крстител. Тоа се познатите зборови кои јас многу ги сакам тие зборови. Тој треба да расте, а јас да се смалува. Видите, учениците на Јован биле доста загрижени кога Исус се појавил на сцената. И го имаме тоа во Евангелието според Јован 3 глава 26 до 30 стих вели вака. И дојде кај Јован и му рекоа неговите ученици: Рави, оној што беше со тебе отаде Јордан и за кого ти сведочеше, ете го тој крштева и сите одат кај него. Вика, учителе, ќе останеме ние без работа. Значи, од сите ги крсти, ние немаше кој да крштеваме. Што да правиме? А Јован одговори и рече: не може човек ништо да прими ако не му е дадено од небото. Вие самите сте мои сведоци дека реков: јас не сум Христос, но сум испратен од него, пред него. Оној што има невестата е младоженец, а пријателот на младоженецот кој стои и го слуша многу се радува на гласот од младоженецот. Оваа моја радост се исполни. Тој треба да расте, а јас да се смалувам. Овој дел од Јовановата мисија нема да го образложувам многу, бидејќи сметам дека е многу јасен дел. Само ќе поставам некои прашања за саморефлексија. Во кои аспекти од мојот живот моето его отскокнува? Во кои аспекти од мојот живот нашето его отскокнува? Се бунтува, сака да држи, не пушта, држи територија. Во кои нешта имаме тригери, знаете што се тригери, нели? Во кои нешта имаме тригери и страв дека ќе бидеме заборавени и не спомнати. Имаме тригери и страв. Сите имаме такви работи. Но во кои нешта ги имаме тие работи? Во кои делови од животот уште водам активна борба и не се предавам? Господ сака да ни земе нешто, но ние имаме безгранично многу оправдување зошто тоа продолжуваме да го правиме. Безгранично. Така мора, така било, од нешто мора да се умре. Не знам што е да е. Кои се тие нешта кои Господ сака да ни ги земе, а ние имаме премногу оправдување, бесконечно многу оправдување да не ги пуштиме тие нешта? Што се тие работи? Кои се тие нешта? Во кои делови се трудам макотрпно да одржам мое влијание и мое присуство? Се трудиш твоето влијание да остане, твоето присуство да остане некаде. И тоа од 5 нижи се трудиш. Може би одредена улога која не ја пушташ за жива глава. Тоа е твоја улога и не ја пушташ. И ако некој друг се појави со коментар во врска со таа улога, само го гледаш попреку, го гледаш одгоре, си кажеш ти ништо не знаеш, не го кажеш тоа на глас. Си кажеш ја, од колку време јас сум таа улога, ти си мене ќе ми кажеш и така натаму. Или во одредено друштво, едноставно не кеш да оставиш некој друштво. Или сакаш да продржиш во некој друштво. Или социјални медиуми. Има многу аспекти, има безгранично многу аспекти каде што нашето его едноставно се стои и не пушта. Нашата мисија е многу јасна. Тој да расте и јас да се смалувам. И е прекрасно поставена во една реченица од познатиот протестантски проповедник Николај од Дзинзендорф. И со таа реченица ќе завршам. Слушајте внимателно. Николај Дзинзендорф вели вака: проповедај го Евангелието, умри и биди заборавен. Амин. Ајде се молиме за крај. Татко наш небесен, можеме во оваа нова година те молиме, Господи. Те молам јас да се смалувам, а ти да растеш.
Господе Боже мој, Те молам, Господи, нека растеме во во сличноста на Тебе. Ти кој си наш, ти кој си наш показател, како треба да растеме, Боже мој, ти кој си нашиот лик во кој ние треба да се преобразиме. Те молам, биди со нас. Благослови не, прослави се преку се што правиме и се останува во Твоите таткови раце. Амин.